Ајде сега за нешто преубаво ќе зборуваме и ќе поздравиме нашата гостинка. Може така? Да ја поздравам. Да, прво јас, со оглед на тоа дека ние се видовме, се изгушнавме, се поздравивме Иренче, така да доволно е за денес. Нашата гостинка е Жаклина Чукаровска-Ракотворец. Јас се воодушевувам секогаш на вас, затоа што овие вакви традиционални наши македонски, да кажам, везови кои што ги имаме на ваков начин да ги реализирате, јас навистина можам само да ви се воодушевувам едноставно. Сигурно дека е многу потребно трпение, желба, љубов пред се кон татковината, за да имаме еден ваков преубав резултат на нашата маса. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Благодарам за учеството во оваа прекрасна емисија. Благодарам за убавите зборови од вас. Секако тоа е, од срце доаѓаат и од душа. Еве, ова што јас сега во моментов го имам во своите раце и можам да го погледнам, веднаш воодушевува. И веднаш добиваш желба на сите оние наши македонци кои се надвор од границата да им подариме нешто вакво. Но и за нас да си го имаме во нашите домови. Повелете и рече. Токму така како што кажа Слободанка, сите овие прекрасни производи кои што се изработени од вештите раце на нашата денешна гостинка, Жаклина Чукарска, долгогодишен ракотворец, веќе 24-5 години се занимавате со ракотворба, значи со ова што го вие произведувате, како што кажа Слободанка, вашите производи ги красат домовите на многу наши македонци ширум светот, дури и во Чиле беше, така? Во Перу. Во Перу, ете така. Перу, Мексико. Ете, дури од Јужна Америка, значи до таму стасуваат вашите производи. И убаво кажа Слободанка, убаво е да си ги имаме и ние овде дома кај нас. И јас ќе си кажам веднаш во оваа прилика дека ќе подариме 3 вакви прекрасни македонски производи од македонски вес со македонска орнаментика. Тројца гледачи да ни се јават овде во студиото. Ќе добиете, еве ова преубаво шишенце кое што го кажа Слободанка дека навистина добива човек желба да си го има во својот дом, и ќе добиете по еден ваков магнет. Ова е, имаме 2 лажички и мислам дека едно ноже, значи шишенцето и оваа лажица, ова е за фрижидер, бидејќи е магнет, ќе го краси вашиот дом. Тројца наши верни гледачи кои што може веќе еве да ја замолам режијата, нека ги вклучи телефонските линии, да се завршиме со подароците, додека исто така си разговараме. Жаклина, добро ви утро. Благодарам што сте ова утро заедно со нас. И на вас што исто. ни го разубавивте, еве, ни разубавивте сценографијата овде во студиото. Имаме и една стара, навистина стара черга. Еве, ќе ја покаже нашата камера. Оваа е повеќе од 100 години. Да, тоа е од мојата баба. Рачна изработка од вашата баба. Еве, ова е навистина нешто рачно ткаено тоа. Ете така. Македонско традиционално. Да. Од кој дел од Македонија? Од Тетово. Од Тетово, да. Кој е Тетовско? Да, мајка ми потекнува од Тетово. Од кој крај, ако може да... Точно од Тетово, од Поток. Од Поток? Да. Драго ми е, како некој чувство да си имав такво. Да. И за овие кога кажав, добро, секоја куќа ги има милињата, ние ги викаме. Тие ги изработуваше мојата мајка. Јас ги имам во изобилство исто од раците на мојата мајка и морам да кажам, дали имаш малецко тука пред тебе да го покажеме? Да, еве, господја Ирена ќе покаже. Ова е врвна уметност за мене. Јас кога гледам само се прашувам како е можно и толку. Вака дали е добро и дали ќе може да се види? По некоја шема одат и ги плетат овие, да. Еве. Ова е уметност за мене. Голема уметност. Голема уметност, така е. Ова е уметност и веќе за жал не се ни изработува. Ретко за жал. Се поредко за жал, но ги имаме спомените. Да. Ете така. Жаклина, додека си ги чекаме гледачите да ни се јават, вашите почетоци. 24 години, значи некаде почнувате во далечната 2000 година. Да, јас почнав со накид првен, па потоа икони, да, со накид јас изработував уникатен накид, потоа икони, сувенири и така. А прво со накид. За невести, за разни пригоди. Накитот имаше исто така вака македонска орнаментика или беше сосема нешто друго? Не, тоа не беше со македонски орнаменти. Имаме веќе гледач на линија, да си ги веќе да не чекаат гледачите. Добро ви утро.
Добро утро. Еве повторно женски глас. Ви благодарам што сте ова утро заедно со нас. Еве ова шишенце и ова лажичка, ова е магнет. Ке го красат вашиот дом. Вие може да си дојдете во телевизија Алфа во наредиве 2 недели и да си ги добиете овие преубави македонски сувенири со македонска орнаментика, изработени мали шишенца од македонски вес. Благодарам. Ви благодарам и на вас што ни се јавивте. Истото, сите овие за уште двајца гледачи имаме овде подароци. Жаклина, ајде да си го вклучиме и вториот гледач. Добро утро. Ало, Добро ви утро, господјо. Од кој крај на Македонија ни се јавувате? од Скопје. Од Скопје. Еве за вас исто така едно шишенце и имаме една лажичка, магнет, која што може да се стави обично на фрижидер ги ставаме ние. Сакате за вас, ако сакате подарете на некој наш од диаспората, тоа е оставаме на вас. Само јас да ве прашам, на кој терен е Алфа телевизија? Како? На кој терен е Алфа телевизија? Никогаш не сум дознала. На кој што? Каде, Локацијата. на која улица? Локацијата. Во режија. Ке ви кажат колегите во режија, останете вие на телефонската линија или Качанички пат без број во Визбегово. Еве, тука сме не сме многу далеку, зависи од каде доаѓате, ако сте од центар некој 15 на минути. Добро, благодарам. Ви благодарам и на вас што не следите. Ако имаме уште еден гледач, веднаш да го вклучиме во програма. Ако не, ќе си продолжиме со разговорот, па малку подоцна. Еве, имаме. Добро утро. Добро утро. Дали се слушаме? Да, добар Добро ден. утро. Еве, уште еден женски глас. Денеска не следат господи. Значи, ова ни е... Од Скопје се јавуваме. Од кад- Поздрав до гостинката. Ви благодарам. Имате ли можеби некоја прашање на гостинката? Па преубава изработка, преубаво секоја чест. Ви благодарам, госпожа. Еве и вас ќе ви покажам. Ова е тоа што ќе си го добиете и вие. Навистина, Баш ми е драго. ете така, и на нас ни е мило што ни се јавивте, што не следите. Дојдете исто и вие во наредниве 2 недели во телевизија Алфа, ќе си ги подигнете вашиот подарок за Велик ден. Ова е шише. Да, Како тоа е изработено ова Тоа е шише? рачно изработено. Се е рачно изработено, тоа и мораме тоа се да се помнеме. уникати, рачно изработени за нашиот пазар, за станците, за нашите иселеници, за диаспората. И така. Со љубов ги Има ли работам. интерес на диаспората повеќе за овие ваши Поготово во летниот производи? период кога доаѓаат, они баш бараат некои вакви традиционални современи изработки. Така. Јас тоа го изработувам со љубов, со позитивна енергија. Се гледа. Да. Се гледа тоа на изработките. Еве, можете гледачите во живо да видат, да го видат ова преубаво шише и една кукла во народна носија, така? Како ги изработувате овие кукли? Рачно ги изработувам. Некои делови ги шијам, а некои и рачно ги изработувам. Да. И потоа се лепа, така на... Ова е од Скопскиот регион, оваа моментално кукла што ја представуваме денеска е од Скопскиот регион. Народна носија. Да. И овие зелените, овие се ташнички, така? Да, тие се ташнички од кожа правени, сите се уникат. Така, има и за тие малите што се за огледалца се. Аха. Да, за жените во ташна. Да. Една вистина преубаво. Тоа е Еве, на почетокот тоа е од фрстаци правен сувенирот. Една зима така јадевме фрстаци и комшиката вика: "Дај да не ги фрлаш, дај ти си уметник, смисли нешто." И еве направив еден сувенир тука од матка со фрстаци и со бисерчиња. На почетокот тоа што е, го гледам, го гледам. тоа е многу интересно, уникатно. Еве, го гледаат и гледачите веќе. Да. Многу убаво. Да го покажам убаво вака. Еве, се гледа. Да. Мислам дека убаво се гледа. Убаво може да ги видат и фрстаците гледачите. Од каде ја црпите инспирацијата, Жаклина? Па јас сега сакам нешто да направам интересно, уникатно и тоа го измислувам, го правам. Значи јас ги правам тие 3 компоненти, го измислувам производот, го правам и го продавам. И колку време ви е потребно еве вака ова големо шише? Еве баш сега што оди на екран. Па тоа Колку време ви треба е околу потребно? 2 часа.
Па значи не е многу. Па треба да се смисли, секој е уникатно. И секоја шише си има посебна форма, така што мора да се смисли. Јас ќе почнам, па после треба да видам како што и во моментот ми доаѓа инспирација. Еве, веќе одати фотографиите кои што вие ни ги испративте, ќе можете гледачите да видат се она што вие го работите. Она што сакам да кажам, покрај сувенири, изработувате икони, имаме и овде една во студиото, подоцна ќе ја покажеме. Мислам дека ќе се гледаат и овие преубави изработки. Да, тоа е огледалото. Сакам да ја прашам, учествувате на многу манифестации досега во Македонија, како и надвор од неа. Колку време се подготвувате и каков е интересот на оние кои што ги посетуваат овие манифестации конкретно за вашите производи? Значи, јас имам учествувано на сите базари, на сите манифестации во Македонија, исто и во Србија, во повеќе градови на етносајми, каде што имам добиено многу награди, дипломи. Еве и оваа златна медала во Ниш ја добив на етносајмот и интересот е голем, поготово за рачни изработки. Добро, еве, подоцна ќе еве вака. Да. Ова е наградата од, каде рековте? Од Ниш, од етносајм, да. Еве, ја може да ја видат гледачите, од етносајм. Колку време се подготвувате за еден ваков сајм, како што кажувате? Колку производи носите со вас? Па, колку еден штанд да може да се исполни. Колку сега што донесовте овде, 2 полни торби, така? Да. Добро. Дали некој од каде ја наследивте, еве, ова, да кажам, љубовта кон рачната изработка? Дали некој од вашите предци, кажавте, оваа черга што имаме овде, е изработка на вашата баба? Дали некој ви има пренесено љубовта кон моите родители, моите родители, мојата баба и така јас добив желба и инспирација за тоа да го продолжам. Значи, македонската традиција на нашата Македонија мора да се продолжува. И тоа е наш аманет, така, оно што ни го оставиле нашите предци. Дали ткаете? Не ткаам. Не, така? Не. Јас пробав, ама немам толку време. Не можам, јас сум растрчена на сите страни и не можам толку, немам време. А овие миленца, дали вие ги изработувате? Не, овие конкретно мојата мајка Даница Мушевска ги изработуваше. Јас понекогаш ги изработувам. Бидејќи гледам на овие шишиња, има и дел така малку од милен. Значи, јас многу помалку, бидејќи изработувам многу производи, додека мојата мајка повеќе изработуваше милиња, везеше гоблени и така. Тогаш било сите жени тоа да го изработуваат. А сега ја се работам многу производи, така што немам толку време да посветам на плетењето. Затоа што не знаев еве дека сте од Тетово и од старата населба во нашиот град. Од Богоевски фамилијата. Да, поток, каде што убаво кажавте, нашите мајки сите плетеле по дома милиња. Верувам дека и низ цела Македонија, но сега не можам да тврдам и да знам, меѓутоа знам за мојот град и исто кој што го споменавте гоблините. И нашите мајки пренесувале на нас черките, меѓутоа ние никако не можевме да совладаме овие уметнички дела. Јас имав еден гоблен направено, само не го донесов. Да, гоблен, сум можела. Едно гобленче имам направено така многу убаво, само да заборавив да го донесам. Било многу полесно за разлика од милињата, овие многу се специфични. Милињата се многу тешки за работа. Јас имам во изобилство дома спомен од мојата мајка. Треба да си ги чуваме овие, да си ги негуваме овие спомени кои што се, како што кажав, македонско традиционално. И ние во аманет, поготово на нас жените, вака од нашите баби, од нашите мајки кои што нема веќе. Мислам дека кажавте многу малку веќе се занимаваат. Јас не познавам некој што плете. Не, мислите моментално сега вака некој дали од моите пријателки или никој. Значи ова е сега друго време. Друго време. Сосема друго време, секој време со нешто свое. Да. Меѓутоа останува и тоа печат, обележје на она што е наше убаво македонско. Она што исто така изработувате, Жаклина, тоа се и овие икони.
Еве вака. Да, Ова Свети е Илија. Свети Илија Да, Свети иконата. пророк Илија, да. Така. Да. Можете да кажете како е оваа икона изработена? Тоа се продукции, рачна изработка и исто така и Свети Николова тука што е доле, исто така уникатна икона. Да, Да. ова дрвото од каде го Е, набавувате? таа Свети Никола. Тоа дрво јас го купувам, а потоа го изработувам како во моментот што ќе добијам идеја. Така. Ова вака значи Да, се е од да, тоа све јас рачно, да. Ви помагали некој? Да, мојот син вашите- Стефан Чекарски. Така, Да. Тој е тука е за испомош како денес што дојде. Мора, не можам се сама. Така. Да. Еве вака сега, кога, например, одите на манифестација, така? Да. Или на некој саем, базар, како што Да. кажавте, на ракотворби. Зашто најмногу луѓето кои што ги посетуваат овие базари, кој производ им е најинтересен? Вие што го изработувате? Шишињата и куклите. Шишињата и куклите. Да. Интересни се овие штипките, тие се уникат. Една моја пријателка купи, ги однесе во Афганистан и американците кои ги виделе тамо, ка што е ова? Нешто многу интересно, да. И така. Овие штипки сега, да, мислам дека еве се Да, гледаат. штипките се интересни. Правам магнети во вид на срце, да, тоа е појасот. ова е Да, појас. правам појаси. Да, Ова е појас конкретно за носија, така? за народна носија, да. Може бел фустан и да се стави Да, појас. комбинации има, да. Комбинации има. Да, Или да. црвен кап. Има Да. и ташниче, така еве го Да, овдека. да. Овој појас, значи, е за народни носи. Јас правев и за мис на Македонија, која ја репрезентираше Македонија во Филипините, еден сличен ваков појас и сите беа задоволни и изненадени како убаво сето тоа е изработено. Изгледа, да. Да, вистина убаво. Тоа е првата торба кога почнав, значи, со сувенири што ја изработив. Колку е стара? 25 години, 24 години? 24 Бидејќи години. кажавте Да, првата таа е торба. 24 години, да. Стара и многу ми е драга. И не Да. е на продажба. Што Не, сте не, ја не, не, зачувале? таа во мојата работилница во мојот дуќан се ја чувам. Така, како Да. како спомен, како Да, украс. да. На што работите во моментов? Има нешто што работите во работилницата, претпоставувам секојдневно нешто Сега излегува од... конкретно имам појачка на некои икони, имам појачка, сега ќе почнам и со бакарни икони да правам. Ми се јави една пријателка Сонја и се сонило дека треба Богородица и Исус да подари и тоа од бакар. И сега јас ќе почнам да произведувам икони од бакар, така што нешто ново. Да. Нешто ново се крчка, И сакала да подари во црква во Кумановско едно село и сега таа инспирација јас ја добивам, нешто ново. Да. Значи 2000-та година јас се решив нешто да правам уникатно и што нешто ќе остане позади мене. Значи, ние имаме краток живот, но треба нешто да остане, да оставиме позади нас. Значи, јас имам изработено многу производи, икони и така натака што ќе останат после мене и тоа ми е многу драго. Да. Имате ли нешто што ви е најдраго, некој производ кој што кажавте, ова ви е првиот производ, не можете да се одделите, што ви е полесно да изработувате? Иконите, овие куклички преубави, шишињата? Значи, конкретно се ми е ова задоволство да изработувам, поготово кога ќе дојдат на мојот штанд, значи се презадоволни. Затоа што на нашиот пазар има многу кинеска роба, а јас се ова рачно изработено и се воодушевуваат луѓето. На еден базар дојде нашата пејачка Есма Реджепова, што го има поминато целиот свет. Значи нема место на каде што. Она кога застана на мојот штанд, тоа беше многу богато тогаш, и она беше изненадена. Вика, јас сум поминала целиот свет. Значи ваков штанд со вакви производи немам видено. И јас, значи, такво воодушевување кај мене остана. Значи, луѓето нема кој нешто, кој дошол на мојот штанд, а не се изненадил. Значи, пријатно е за око,
а сите производи се уникатни. Иренче, ќе ми дозволи за черката да се вратиме, Да, ме интересира да. дали во вашето семејство, со оглед на тоа дека сме од Тетово. Да. Сега мојата баба на времето имала разбој, не знам дали вие сте имале во семејството разбој каде што се плетеле имаше, овие да, черги, да, изработки на черги и да. слично. Сите стари куќи во Тетово на Има два тоа? бреста, на населба два бреста. Да, па таму е два бреста, Да, поток сите стари Да. куќи имаат вакви черги по дома, Иренче. Па и во некои етно ресторани низ нашиот град исто Да. така може да се забележат, затоа што се навистина специфични и не секојдневни и секако исто со елементи од нашата македонска убава Така е, традиција. да. Тоа сакав да знам дали сте имале 100 години, разбој. така? 100 години. Како ја чувате, како ја Па, одржувате, како ја заштитувате од молци, бидејќи изгледа како нова? Многу навистина внимание не јас многу внимание и Со посветувам тетовчани бидејќи тоа така е. нешто ми е многу драго. Тоа како вчера да било откаено. Да, да. Многу Баш внимание тоа сакам да се кажам. посветуваат и тие се многу нежни работи. Што мора да се посебно чуваат и така. Така. Добро, јас, Жаклина, имаме уште многу што да разговараме со вас, ама тоа ќе биде, ќе оставиме за некоја наредна прилика. Да. Ги потрошивме полека минутите предвидени за овој разговор. Ви благодарам што бевте наша гостинка, што ги представивме вашите дел од вашите производи, бидејќи тоа Значи, јас имам се уште многу многу. уникатни, рачно Да. изработени. Да. Мораме веќе за жал да привршуваме Но тука со секоја разговор. чест, секоја чест. Ви благодарам за поканата за учеството на оваа прекрасна емисија. Благодарам на вас водителките што се прекрасни и се надевам на повторна следба. Секако. Се надевам и јас, па ќе се видиме може и во Тетово. Некаде низ стокаците стари наши убави улици. Да.